од вкупната територија на Македонија. 2% се вода. На крајот на патувањето наречено разбистри се за се она што сработивме. А сработивме многу. Резултатите не се охрабрувачки и само го потврдуваат проблемот кој што го имаме со квалитетот на водите и заштитата на животната средина. Загадени реки со тешки хемикалии, уништени речни корита, испразнети езера, недоволен број инспектори и неквалитетни надзори, вода која што се губи во системот. Многу проблеми регистрираше нашата камера. За тешките метали што ја разболуваат Црна река. За сатеска која 60 години е болка на Охридското езеро. За брегалница што стенка од хемикалии и отпад. Тешко оди контролата врз загадувачите. Сето ова го гледавте во Разбистри се. Мирниот и топол сончев ден го распарува звукот од камион. Скри шум и далеку од очите на јавноста го прави незамисливото. Се паркира до брегот на реката и во неа испушта фекалии, но овој пат загадувачот немаше среќа. Екипата на Разбистри се, заедно со државната инспекторка за животна средина, го фатија на дело. Ова е забране. Што го видовте и вие што го снимав, тоа не треба. Колку казна би можел да заработи за вакво нешто? Па од 100.000 евра нагоре. Големи пари затоа што луѓето мислат дека сега слободно гомнарката ќе ја наполни и со гомна и ќе дое во брегалница ќе ја испраст. Тоа е грешка. Загаденоста на реката е се повидлива и затоа повеќе не смее да се молчи. Прво, максимално во Штип има текстилни фабрики. Сите ниједна текстилна фабрика нема филтер, нема пречистителна станица за отпадните води. Сите води доаѓаат во река Брегалница. И ние сме сведоци некој пат на плава боја, на модра боја, на црвена боја, на бела боја. По течението на Брегалница од Таринци, тука едно штипско село, до Берово. Има свинјарски фарми и краварски фарми. Не е важно што не са капацитетот, не е многу голем, меѓутоа постојат и тие ја перат отпадните води од фармите, перат со разни киселини и тоа доваѓа во Брегалница. Од Пробиштипски рудник и од Македонска каменица од рудникот, кога јаловиштето кога се откаче, сето доваѓа по Брегалница, а чистата вода оде надоле, меѓутоа оловото останува на земја и на дното. И од тоа олово ние можеме да бидеме несрекни што цел живот ќе биде реката загадена. Од Свети Николско отидовме во Кавадаречко, покрај Црна река. Таму отпадните индустријски води не се во рамките на предвиденото. Веќе 15 години алармира биологот и екологистот Роберто Паризов. Ги гледаме малите алги кои што се присутни на дното и кои што лебдат во водата, како тие немаат конкретно зелена боја, него имаат црвениково кафеава јанса. Тоа е доказ дека тие имаат акумулирано некоја друга боја од некои тешки метали. Ние можеме да зборуваме, да дебатираме за присуство на одреден проблем кој што не укажува конкретно на сторителот или на било какво загадување, конкретно укажува дека треба да се испита од каде потекнува сето тоа и зошто е тоа така. Значи, чим навлезе надоле после и во Битолско поле, веќе статусот се влошува. Најлошо е, значи, кај Прилепска река, кај што доаѓаат сите они индустријски отпадни води, комунални отпадни води од домакинствата, фекална канализација, тука е најлоша. Значи имаме мерно место пред вливот на Прилепска река во река Блато, кое што се влива во река Црна. Тука реката личи на отпаден канал. Значи има мирис на фекалии. Многу е лоша. Значи многу е лоша реката. Значи статусот е слаб, еколошкиот статус. Рек Битола е тука што загадува и најдени се тука и поголеми концентрации на кадмиум во Скочевир по таа причина. Суводол
рудникот. Тие се најголемите загадувачи. Менувањето на нивото на водата и наносот од песок од сатеска ја менуваат и еколошката слика од околу. Некогаш го покриваат срамот на посетителите кои биле да уживаат токму овде, а некогаш го откриваат за да не потсетат дека на ова место сме ја закопале сопствената совест. Но малку подалеку од овој брег, во близина на селото Волино, со Мајковски бевме да се увериме во друг срам, овој пат на државата. Погодете каде завршува песокот кој се вади додека се гради автопатот Кичево-Охрид. Ни помалку ни повеќе, во или околу Сатеска. Онај песок што го гледате горе. Така? Она е донесен од одзгоре што го работат патот и што работат околу патот. И онај нанос порано не беше, онда имаше вирови. Ме разбирате? Ова е све вештачки направено. И сега кај што вештачки се менува коритото, реката и све, се уништува животинскиот свет во тој дел. Сега тука дното е покриено со мил, како овој дел што е овде, гледате, покриен со мил, и тука не се задржува повеќе рибата, затоа што нема извор на храна. Но, освен реките, ништо подобра не е состојбата, ниту со езерата и акумулациите. Отпадни води директно завршуваат во Дојранско и во Мавровско езеро. Глобочица и шпилје се дават во смет. Таму в реките со отпад можете буквално да ги ловите на јадица. Ова е нашата слика. Чамци рибари, трски за риболов, зимска разгледница од Дојран. Доаѓањето на водата во езерото разбуди нови надежи. Дојранските мандри заживеа, а рибарите и кормораните повторно ја започнаа секојдневната езерска игра. Спортските риболовци велат риби има доволно, но потребна е поголема заштита на езерото. Езерото беше во умирање. Берекет на бушотините и заживеа и езерото. Што повеќе почистителни станици, подобро е и за нас и за езерото, и за рибниот фонд, самата флора и фауна што е во езерото. Пречистителната станица во Дојран е пуштена во употреба во 1989 година. До овој момент ги обслужува трите населени места покрај Дојранската ривиера: Стар Дојран, Нов Дојран и Сретеново. До сега 2 пати е реконструирана, но и натаму се потребни средства за нејзино осовременување. За сега во функција е само едниот блок, а пречистените води што се испуштаат во езерото се од 2 и 3 категорија. И во Радика и во Мавровско езеро се испуштаат непречистени отпадни води, директно во реката и во акумулацијата. За Радика проблем се индустриските капацитети, за езерото, околните хотели и другите угостителско-сместувачки капацитети, кои што го развиваат туризмот, но во исто време ја загадуваат животната средина. Речи си, никој нема пречистителна станица. Во Долнореканскиот регион имаме делови кај што има мала индустриализација и веќе имаме објекти кои што имаат индустриско производство. За општината им дала одобрение за градба, изготвени се студии, меѓутоа ние во тој дел заради институционална некомуникација веројатно затајуваме во тој дел и не можеме да му се посветиме максимално на оној кој што е инвеститор или во моментов производител, да му дадеме до знаење дека потребно е да спроведе мерки ради заштита и неиспуштање на такви загадувачки материи од производствениот дел. Ме чуди фактот што досега не е побарано од хотелите, согласно активностите и дејностите за кои што е потребно да се издава, да се изработи и да се одобри елаборат, зашто не е направено. Мејве оваа година тоа е покрената иницијатива од Државниот инспекторат за животна средина и се во фаза на изработка и очекуваме дека целата работа ќе заврши како што треба и ние ќе бидеме задоволни, нема да се загадува животната средина, така да и хотелите ќе имаат бенефит со тоа што ќе покажа дека ја се залагаат и за покрај бизнисот што го прават и за заштита на животната средина. Дебарско езеро и Глобочица, двете вештачки езера на Црндрим, освен што важат за најбогати со вода,
служат и како басен за сиот отпад кој се испушта без да биде преработен. Од оваа вода кај што излегува, би купиле вие риба? Јас не сум ни пробал риба. Од тука не пробувам. Пробувам од струга. Купувам ја од струга. Зошто од овде не пробувам? Гнесна е водата, зошто? Страв ми е. Меѓутоа, тоа е и дел на свеста на жителите во селата околу Глобочица и Шпиле. Јас на неколку пати сум фаќал вреќи со шути со отпад на јадица, мислејќи дека е риба. Значи, таму се мештаните научени да не ги користат контейнерите, не знам ни дали воопшто имаат контейнери, него целиот комунален отпад се спакува во црна вреќа или во обично најлонче, се излегува пред куќа и се фрла во река. Тоа е пракса, тоа редовно се случува во сите села околу Глобочица и околу Шпиле. И треба да се работи со тие луѓе. Едноставно, нивде им се смени менталитетот да оној цврст отпад, барем видлив, што ние го гледаме, секој ден не влегува во тие води. Подеднакво загадени и опасни се и подземните води. Депонии на речно корито во строго заштитено подрачје. Ниви се наводнуваат со води со тешки метали. Индустријската депонија на Југохром се уште не е отстранета. Депониите на Лепенец се наоѓаат веднаш до бунарите кои со вода го снабдуваат цело Скопје. Исцедокот на Вардариште загадува и 7 години по затворањето. Депонијата Југохром се наоѓа на најнеповолна, најнесреќно избрана локација. На некој да сте му дале задача да избере најлоша локација, може би немало да ја погоди, таа може би ќе ја погрешил. Че се наоѓа во најниската точка на Полошката котлина. Сите води се слеваат во правец на депонијата. Се наоѓа во втората заштитна зона на изворот Рашче. Што значи во втората заштитна зона? Значи во втората заштитна зона има забрани и не смее да има никакви контаминенти, никакви индустријски постројки кои продуцираат било какво загадување. Се наоѓа во зона на прихранување на изворот Рашче. Што значи тоа? Значи било која вода површинска која би паднала на тој простор, тежне е да тече према изворот Рашче. Тоа значи зона на прихранување. Значи водите од тој простор тежнеат да се движат кон изворот Рашче. Се наоѓа на 50 метри од реката Вардар. Се наоѓа само на 100 метри од Жеденскиот масив, кој е карбонатна структура, карстифицирана, порозна и низ која лесно може да се движат водите. Ако го имаме и фактот на составот на депонијата, таа во себе има 350.000 тони бихроматно блато, од кои 7.000 тони е шестовалентен хром. За илустративно, што значи 350.000 тони? Тоа значи да наполните камиони со 20 тони отпад и да ги наредите во една колона, ќе тргнат од Гевгелија, Велес, Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, преку Мој Демир Хисар и ќе стигнат до Битола. Значи, таа е количината на тоа бихроматно блато кое представува опасен отпад. Брегот на реката Лепенец е затрупан со купишта градежен шут и смет од домаќинствата. Со камиони неконтролирано просторот се полни со ѓубре. Нашите реки стана сметилиште, не реки. И самата вода која понатаму е извор на зараза во делот на наводнување на земјоделските производи представува опасност за здравјето на граѓаните. Покрај водите, во реките и во езерата се уништуваат и нивните корита и крајбрежја. Уредување на речните корита за заштита од поплави или остварување профит преку лукративен бизнис. Во Разбистри се ја отплеткувавме пајажината, кој копа и кој печали на грбот на граѓаните. Жителите на Уланци, село во Градско, најсурово ги почувствувале последиците од копањето песок и чакал од водите на Вардар. Велат, наместо уредување на речното корито, на наш грб се прави бизнис што го загрози мостот над реката, а со тоа и околните куќи и имоти. Проблемите настанале откако се ангажирала фирма за отстранување на островот, кој што со години се создавал во Вардар и предизвикал свртување на течението кон десниот брег. Тука се случува фактички диво исцрпување. Има преку од милион до 3 милиона кубици исцрпени се. Кој што тоа е голем профит дали за фирмата, за државата. Од
Освен што не се штити, водата се користи неплански и нерационално. Цели населени места се без вода за пиење, а жителите се сноѓаат како знаат и умеат. Во исто време, загубите во водоснабдителниот систем или така наречената неприходувана вода достигнаа 64%. Пукнати цевки, неисправни водомери, диви приклучоци, полевање на јавното зеленило. Многу проблеми, малку решенија. Носењето вода од најблиската чешма е секојдневие за околу 1000 семејства во населбата над Тетовското теќе. Иако пристапот до вода за пиење е основно право на секој човек, овие луѓе со години немаат чиста вода во домовите. И поготово сега во летно време. Нема да има хич вода. Не, бо тоа не знамо ми што да правиме. Народот тако пати за све. Повише времето нема, 1 час може да доаѓа за 24 часа. И тоа е многу тешко, дека сме ние подоле, иначе тие горе нема притисок да се качи по високите места. Живеат на 1000 метри надморска височина, на планината Плачковица, но во домовите имаат вода. Мештаните сами си го изградиле системот за водоснабдување уште пред 20 години. Нашиот домакин Рамис ни раскажа дека секое домакинство дало по 100 тогашни германски марки. Кога водата пуштат по нивите повеќе, тога и снема мама, значи важно имаме вода, ние добро вода имаме. Зашо да платиме кога имаме ние доволно вода, немаме потреба, значи тоа селото држат водата. Вие рековте дека 10% и тие бројки се точни. Во Македонија граѓаните се поврзани на индивидуални рурални ги спомнавте системи или одвоени системи кои што не се дел од централниот водоснабдителен систем. И одржувањето на таквите системи е предизвик во денешно време, прво поради тоа што тоа се мали системи и второ поради тоа што тие системи најчесто се надвор од официјалните водоснабдителни системи на кои ги управуваат јавните комунални претпријатија. Добра работа е што процентот не е голем, тоа е 10% од прилика во населението во Македонија. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека овие водоснабдителни системи, кои што не се одржуваат од официјално предпријатие, комунално јавно предпријатие, не го контролираат квалитетот на водата што ја испорачуваат. Исто така, не можеме да добиеме гаранција дека водата се испорачува во континуитет од 24 часа 7 дена во неделата. Поради тоа, апелот би бил и законодавецот тоа и го наложил, да вакви рурални, оддалечени, индивидуални системи бидат вклучени во системот на управување на комуналното јавно предпријатие. 12 велешки езера, толкава количина питка вода или 144 милиони кубни метри годишно се губат поради пукнати цевки, диви приклучоци, неисправни водомери, неплатени сметки и полевање на јавното зеленило. Но ова се податоци за само 35 водоснабдителни предпријатија. Уште толку биле предмет на ревизија, но немаат мерни инструменти за да се утврди колкави се нивните загуби. Јавните предпријатија треба да продолжат во насока на преземање на дополнителни активности и мерки за детектирање и отстранување на дефектите кои што настануваат на водоводната мрежа, како и за замена на старите и дотраени водоводни линии, водомери, како и контрола и отстранување на дивите приклучоци кои што се значителни. Од негде 268 милиони произведени кубни метри вода, околу 173 милиони кубни метри вода се губат на најразличен начин. Или едноставно кажано, доколку пласирате вие 100 кубни метри вода во систем, 36 кубни метри фактурирате, додека 64 кубици ви се губат на најразличен начин. Многу инспекцијски надзори, малку казни. Нема доволно инспектори, ниту се ефективни во својата работа. Животната средина се загадува, загадувачите не плаќаат. Ниските плати ги одвраќаат високо квалификуваните кадри од јавните конкурси. А законот дозволува како инспектори да се вработат луѓе со несоодветен стручен профил. Бараме од Министерство за финансии определен број на
вработување, но исто така и за унапредување се потребни, бидејќи одредени кадри не се унапредени десетина години, а самиот процес на работата, имајќи предвид дека заминуваат секоја година во пензија, инспекторите неопходно е за еден краток, но и среден рок да се обезбеди доволно кадар. Имаме и опрема која не може да ја употребиме, пошто никој не знае да ја употреби таа опрема и затоа ми фала, па рековме кај електроенергетски постройки, имаме една опрема која многу кошта пари. Не е купена од наша страна, која е добиена донација. Меѓутоа, еве го, има година дена каде што настојуваме да најдеме некоја куќа или експерти кои знаат да ни кажат како се употребува тоа. Дали ми треба луѓе? Да. А дали овие што ги имам може да работат колку имат можности? Не, немат средства. Не може, нема возило, он ќе иде, денес ќе ми седи цел ден во канцеларија, ми треба уште еден така. Значи, секогаш мислете дека тоа да биде функционално. 5 души функционални, па после ќе барам уште 5. А не 5 паразити, ајде уште 5 паразити да земат, плати нефункционалноста, немат стрес. Ако видиме дека инспекторите кои што се вработени се по партиски клуч, аналогно на тоа ќе дојдеме до заклучок дека тие работат во заштита на партискиот интерес, односно заштита на бизнис интересите, наместо да функционираат и работат во насока на одбрана на принципот загадувачот плаќа. Борбата за здрава, животна средина е заедничка на институциите, невладините, но и на граѓаните. Мора да се подигне јавната свест и да се активираат. Граѓаните мора да излезат од зоната на комфорот, за конечно да разбистриме се.